Може да легнете во лежачка позиција и да се отпуштите малку. Животот, иако е полн со задолжени обврски, си дозволуваме, заслужуваме да се отпуштиме, да се предадеме. Диши бавно преку нос и издиши, како што издишуваш, отпушти го телото и се што носиш на тебе, целата тензија, сите очекувања од тебе што ги имаат, сите очекувања ти од себе што ги правиш кон себе. Издиши, отпушти ги и доживеј како ти се раствара внатре во тебе, како се раствараат и отпуштаат очекувањата, мислите, како телото го чувствуваш целосно и забележуваш каде ти е тензијата. Влези во тој дел на телото, диши длабоко и издиши, отпушти ја целата тензија. Отпушти го темето на главата. Диши преку нос, издиши, отпушти го тилот на главата и доживеј како главата или ти леже доле на подот или ја држиш убаво во рамениците. Но како што издишуваш преку тилот, дозволи целата тензија што е внатре во умот, во лева и десна хемисфера да се отпушти. Отпушти го малиот мозок. Оној дел позади тебе, кај тилот, каде што се наоѓаат оние инстинктивни наши реакции. Некој од нас се замрзнува, некој од нас напаѓа, некој од нас бега, издиши, отпушти ги. Осети ги твоите слепоучници, чело и додека издишуваш, отпушти целата тензија. Сега надоле доживе ликот, лицето како со издишување ти се отпушта и сите оние врчки, и сите оние грижи, сите оние стресови кои што ти го определиле денов или деновиве, со издишување ги отпушташ. Отпушти го доле грлото, сето она кое што не си го кажала. Отпушти ја таа енергија кај грлото, кај тирејната жлезда. Отпушти ги рамењата. И додека издишуваш, осети го твоето торзо, плешките, како паѓаат на подот. Се предаваат, се отпуштаат целосно, се препуштаат. Отпушти го целото тело. Отпушти ги твојата карлица, десната нога, левата нога, целото тело. Целото тело отпушти го. Грбот, вратот, рамениците, нозете, целото тело. Диши неколку пати, издиши. И пак врати се на почетокот кај главата. И забележи сега каква ти е тензијата, дали имаш уште тука тензија. Пак помини кај малиот и големиот мозок, повторно издиши. Отпушти ја целата глава и лице. Вратот и рамењата. Отпушти го градниот кош. Стомакот. Буквално дозволи си да се отпуштиш. Дозволи си. Само неколку минути е потребно
мислите, никогаш несвесно задржуваме многу работи во себе, нешто ни се случило, нешто не вознемирило, и ние сме на некој начин изфрлени од својот центар. И сега со нежност, со топлина, врати се назад, кон себе, кон своето тело. Почувствувај ги врвовите на прстите, на рацете и нозете. Нежно, нежно можеш да ги размрдаш. Полека, полека. Стегни се во таа позиција од која што седиш. И дојди во седечка позиција, онаа која што ти е најдобра и назгодна. Ако ги затвориш очите сега додека седнуваш и се осетиш себе си, ќе видиш дека дури едно обично издишување ни прави намалување на тензијата на телото, очекувањата, главата, се што имаме, се што сме собрале од денешниот ден, а можеби и од викендот. И вниманието ќе го ставиме на нашето грло, на нашиот врат, грлото. Со издишување, убаво навалете главата, брадата нека дојде до грабниот кош и почувствувај позади како ти се стегнува вратот и главата. Со вдишување подигни ја главата напред, погледни назад и зафрли ја колку ти дозволува позади тебе. Врати се во центарот, грбот ти е исправен, биди свесна за себе, буквално обиди се да се исклучиш од се што било, само свесно за себе и своето тело, погледни целосно со твојата десна кон десно со главата. И кога ќе погледнеш десно, направи еден голем бакнеш и искривување на устата, да ги активираш мускулите на лицето. Силно неколку пати бакнежи. Врати се во центарот, оди во другата страна. Бакнеш од другата страна. Активира ги мускулите, никој не те гледа. Централно, сега пушти ја главата надоле и ќе направиме 3 кружни движења. Со главата околу нејзиниот центар и додека кружно се движиш, биди сигурна дека свесно ја чувствуваш кожата, го чувствуваш истегнувањето, го чувствуваш твоето грло, додека ротираш позади атласот. Странично ги чувствуваш мускулите на вратот, нервите. Па одиме од другата страна. Дај си време да се почувствуваш, да не брзаш низ вежбите. Никогаш, кога се повторуваат вежбите и сметаме дека ова го знам, буквално преминуваме и го правиме она што во секојдневието го правиме. Не сме свесни и присутни. Една обична мала вежба, како оваа, например, може да ни направи промена. Спушти ги твоите раце доле. Отиме ротација на рамениците нагоре и назад. Отпушти го телото. Нагоре и назад. Отпушти тело. Нагоре и назад. Отвори го градниот кош. Ротација на раменици правиме. И потоа наизменично продолжи со рамениците, како да пливаш, буквално како да пливаш. Па во обратна страна. Дланки на твој колена, осети го торзото. Одиме најпрво лево-десно, раздвижи го телото и пак чувствувај се. Пак чувствуваш, бидејќи ова мало движење знае да ни направи некаде тензија. Па одиме со убави големи напред, притисоци на колената, назад одиме колку не држи телото. Чувствувај се себе си во ова кружно движење. Отпушти го телото, главата нека ти падне, чувствувај како да те носи ветерот или, например, како кога танцуваат овие балетаните, тие што танцуваат. Дозволи телото на тој начин да ти се движи. Не да е круто, туку да го чувствуваш како
Лесно се движи, па одиме од другата страна и главата е исто продолжен дел од телото и ти го чувствуваш дека го правиш овие ротации. Обратна страна. Одлично. Застани во центарот, лево, десно, продолжи да се движиш. Како движечка, спушти ја десната рака доле, лева на тебе, лева рака доле, десна на тебе. Така да мафташ, меѓутоа сега кога ќе подигнеш раката и посегнеш лева рака кон десно, убаво истегни се, немој да се штедиш. Истовремено биди свесна како го правиш тоа истегнување, како ребрата на градниот кош, какви се, дали можеш. Одлично, сега одиме со двете раце, ми мафтате мене. Одлично, исправи ги рацете горе, 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 силно, силно, силно. Десна рака на лева рака на десно колено, десната позади тебе, погледни позади тебе и остани така. А двете раце одат високо горе до својот максимум, одиме од обратната страна. Десна на лево колено, левата позади тебе, погледни позади тебе. Двете раце високо горе, истегни се до својот максимум. Стави ги позади темето на твојата глава, отвори ги лактите, силно отвори го градниот кош и погледни со очите кон десниот лакт и остани така, осети го сега истегнувањето на вагус нервот, се осеќам натре во телото дека станува збор за едно истегнување. Зениците гледаат кон лактот. Погледни од другата страна, зениците сега гледаат кон другиот лакт. Пушти ги рацете доле, отпушти го телото. Врати се назад, одлично. Сети го телото целосно, такво како што е. И забележи кога ќе ги затвориш очите, дали се чувствуваш на ист начин како на почетокот на часот, или овие мали истегнувања ни прават голема промена и разлика. Одиме позиција на мачка. Сега јас ќе правам исто така динамично. Најпрви одиме со крлицата лево-десно. Телото го чувствуваме. Па полека го воведуваме ребетниот столот нагоре-надоле. Ајде, дозволи си да се истегнеш баш како мачките и може да се замислиш дека си некоја мачка. Сите имаме некоја омилена дива или домашна мачка. Доживеј дека ти си тоа животно, како се истегнува тоа животно, убаво, истегни се, како да си ти тоа. Сите не имаме див дел во нас, значи, иако мислиме дека сме припитомени, сите од нас имаме инстинкти да се всушност дел од таа наша, така наречена дива природа. Ротација прави додека правиш мачка на крлицата. Сега одиме со издишување, задникот оди надоле, рацете силно истегни ги горе како во позиција на дете. Со вдишување одиме напред. Ова е првата варијанта, или може да ги пуштиш нозете доле, задникот го стегаме кога ќе се исправиме, брадата е горе, издиши, задникот пети, рацете истегнати. Сега вака треба да направиме 10 пати. Значи, убаво стегни го задникот, стегни ги нозете, на силата на рацете се чувствуваш, па одиме во обратна насока.
Остани малку сега во позиција на дете, за да се одмориш, која ќе се вратиш со задникот кон петите. Меѓутоа ќе ги собереш раците и ги ставиш покрај твоето тело, на начин на кој што ќе клапнат, како да плешките клапнуваат, и осети го отпуштањето и на рбетниот столб и на плешките, и остани така малку. Потоа повторно се подигаме во мачка. И одиме сега во оваа варијанта. Ќе работиме за цврстување на корот, подигни ги прстите, одиме куче во наведната глава, петите на подот, па одиме кон мачка. Куче со наведната глава, мачка, куче со наведната глава, убаво притисни мачка, направи така уште 4 пати. Телото исправено, сети си го телото. Блага ротација со зглобовите на твоите дланки. И додека седиме во оваа позиција, ротација со зглобовите на дланките, активирај ги прстите малку, како да ги стегнеш, ги справуваш. Одлично, одиме пак. И сега што ќе направиме? Сега тежината ќе ја ставиш на твоите надколеници, ги подигаме под колениците и одиме со издишување до земјата, со вдишување се подигаме горе. Издиши до земја. Оние кои што можат, не мора да паѓаат доле, може да направат како женски склекови. На крајот легнуваме доле на подот и малку се одмараме додека сме легнати на подот. Искористи сега да се отпуштиш, вдиши, издиши, види кои мускули ти беа активирани. Расшири ги нозете на доле на подот. Ќе направиме позиција на кобра со извртување на рбетниот столб. Челото е на подот, рацете се под рамењата, лактите се покрај телото. Со вдишување подигаме чело, нос, брада до горе. Издиши, погледни кон десната нога, ако можеш да видиш, вдиши центар. Издиши, погледни кон левата. Врати се во центарот и сега со затворена уста С буквата, како змиите. Уствари со затворени заби. И јазикот го допира горното непце и ја правиме, продолжи повторно, ја правиме, го издишуваме со звукот С, сискаме, излегува од нас, се вели дека на тој начин излегува целата лошотија која што е од нашето тело. Спушта главата доле, брада, нос, чело, продолжи така. Сега може ние мислиме дека нема ништо лошо во нас, така? Издиши едната страна, вдиши центар, издиши другата страна. Врати се во центарот и силно. Океј. Подигни се пак
од мачка во позиција на дијамант и остани така малку. Стави ги дланките пред тебе, левата нога стави ја во линија на твоите дланки, со тоа што дланките ти се нели од натрешната страна на нозете, малку ќе се истегнуваме са крилицата, кај што се наоѓа целата тензија наша и траумите на родот, на женскиот, на машкиот род се тука. Со издишување притискаме напред. Гледали рацете ми се од натрешната страна. Со вдишување исправи ја колку можеш ногата, нели си помагаш. Врати се, притисни. Потоа целосно, странично, подпри се на твоите подлактици и падне од таа страна, односно слизни се. Намести ја исправената нога да подалеку, за да убаво можеш да се истегнеш. Одлично, врати се назад. Собери ја. Ја со левата ви покажував. Сега вие која нога претходно ви беше ставена, обратната ставете, јас сум сега со десната. Двете раце ми се од едната страна од левата, ногата ми од десна. Напред, назад малку, крвицата осети ја. Одлично. Падни на твоите подлактици на подот, убаво намести се. Убаво отвори се, отвори ја препоната. Врати се назад, собери ја твојата десна нога зади. Мало одмор. Мало одмор не е на одмет. Осети го телото. Еднаш длабоко вдишуваме. Бавно издишуваме. Повторно доаѓаме во мачка. Од мачка доаѓаме во куќа со навидната глава, тоа барем ни е јасно на сите. Притисок. Прсти пета, направи убав притисок да се истегнеш. Добро. Стави ја десната нога некаде на средина на јога матот. Левата нога треба да ја дигнеме високо горе, но кај што ни дозволува телото и остани така. Можеш и да ја свиткаш оваа нога што ти е горе. Може да ти остане исправена и остани така. Спушти. Одиме другата страна. Спушти. Свиткај ги колената. Так сме во кобра. Не кобра, туку дијамант. Толку што ги повторувам позициите, значи некогаш толку се ми е смешано во главата, не можам да ви опишам. Одиме сега, подигнете се на колена и нели нозете ни се раздалечени колку што ни е карлицата. Не се ниту стеснати, ниту попремногу расширени. Стави ги дланките на твоите бубрези и измасирај се малку. Првен измасирај се. Вистина е, например, многу ретко вака се ајде да кажам, масирам или чешам, иако имаат луѓе несвесно застануваат вака, нели ние жените несвесно знаеме вака да застанеме, тоа е затоа што многу товар на грбот си правиме и ова не е некоја рамнотежа што ја правиме. Бутни што е можеме повнатре твоите лакти. И сега грбот е исправен, главата е исправена. Значи прво ќе ја спуштиме брадата доле на градниот кош. Со вдишување подигаме полека главата назад. На назад се зафрламе колку ни дозволува телото, ама не ја дофрламе главата целосно, затоа што никој може имаат рамнотежа, ја губат рамнотежа. Со издишување и звукот, како да испуштаме преку образите и устата звук, осетите како образите вака треба да се мрдаат.
Не ми успеа. Вдиши, изправи се нагоре, погледни убаво и стегни се наназад, оди и стегни се колку можеш. Издиши, врати се во центар, полека брадата, овморе мајко, брадата се спушта кон градниот кош, издишувајќи преку уста. Врати се назад. Одиме уште еднаш. Потребно е да осетиш преку тој звук, како децата што издишуваат, и онака вибрираат, нели, устните и образите, тој звук потребно е да го осетиш како излегува од тебе. Океј, со наредното пишување, десната нога оди напред, левата останува позади. Двете раце одат на твојата глава во позиција на молитва и силно горе истегни ги до својот максимум. Сега двете раце стави ги позади тебе и преплети ги прстите. Со издишување одиме напред со торзото, а рацете ги буткаме што е можно погоре. Врати се назад. Сменија ногата. Ако ти е тешко со колената, стави си нешто меко под тебе. Двете раце одат на твојата глава, го преплети ги прстите, силно истегни. Па, донеси ги позади тебе. Торзото оди напред. Рацете буткаат што е можно погоре. Океј. Подигни ја твојата десна нога и влегуваме во пирамида. Се сеќавате во пирамида, целта е да ни бидат нашите колена исправени, така. Левата нога мене ми е напред, извинете, вас не знам кој е ви, а левата рака останува доле, десната оди горе во триаголник. Направете позицијата триаголник. Колената треба да се исправени во крајната позиција. Подигни се горе. И јас не знам како испаднав со грб кон вас. Во воин. Кралица. Изротирај од спротивната страна воин. Триаголник. Јас сум сега на десно свртена, десна рака, десна нога, левата е горе. Левата рака ја спуштаме доле во пирамида. И полека се подигаме горе. И доаѓаме во исправена позиција. Протреси нозе, протреси колена, она што може би сега многу важно, е да направиш малце масажа на твоите колена, бидејќи доста од вежбите беа со притисок на колена, слободно може да го направиш тоа. Силно. Мени оние убави, мене многу се свигаат овие ударите, вака, пошто го осеќам во целото тело таа вибрација. И масажка малце тука на чашката да влези свежа енергија. Или без разлика што вежбавме на нозе и на колена, тоа е многу добро за нас и за воопште за целото тело. Супер. Ајде пак, колената ги стегнуваме. Десна рака го фаќа десното стапало. Јас кажувам десна, покажувам со лева. Значи јас стварно денеска, више стално сто страните знам да ве зафркнам, значи десната рака го фаќа десното стапало, коленото треба да е насочено доле кон подот, така,
Стапалото доаѓа што е можно повеќе кон задникот и твојата лева рака оди горе. Треба да задржиш равнотежа, се разбира. Одлично. Ако можеш, позиција на танцувач, која што не треба да зборуваш. Позиција на танцувач може да се фатиш со едната рака, убаво да се истегнеш со ногата с противната страна. И таа е нели онаа варијанта стоечка, која што бара доста равнотежа, внимание на дишењето, значи да не зборуваме, да сме фокусирани на себе и секој пат да гледаме некаде во некоја точка, а не да ни се затворени очите. Да се. Одиме од другата страна. Лева дланка на лево стапало. Фатим точката на равнотежа, најважното нешто. Нема ги де мене. Але можам да ви кажам дека мене лично јога часовите, пазите, јас ги водам. Така ми ја менуваат внатре енергијата, така ме спируваат, кои ќе ме прашаат луѓето зашто не покажуваш само да не вежбаш ти. Мене ми е ова исто како на вас рехабилитација. Без разлика што се случило, одиме полека во танцувач. Без разлика што се случило, на вистина, добро, на вистина, ме враќа, јас сега се набљудувам себе си, каква ми беше енергијата на почетокот на часот, каква сум сега, и дури во тонот на глас се приметувам дека како бев на почетокот, како сега успреди, или сега сам за себе може да се вери. Так, да си се пофала малце самата себе си. Дека и мене многу ми помага јогата и затоа ми е нешто, не знам како да ви кажам, што ми е по дефолт ќе го работам. Добро, да го зборуваме. Знаете што, сакам да седнеме и да направиме малку, видите се ближат денови, а деновите се поврзани со некој од нас ќе оди на јога одмор, не знам вие дали ќе одите, ама јас ќе одам на јога одмор. Да направиме неколку вежби со ротација на ребетен стол и со ангажирање на стомачните мускули. Одиме во онаа варијанта, каде што најпрвим, дали ќе ги подигнете под колениците, грбот е исправен и најлесната варијанта која ги држиме бедрата, можеме и да си направиме во оваа позиција ротација на зглобовите на стапалата, па одиме прсти кон мене, пета прсти, ротација, секоја една мини ротација, колку влијае да се смени внатре во нас, да излезе уморот, не знам, стресот да се намали, да заборавиме на некои работи што може не мачат, да се одмориме, човече. На јога ми е одмор, кога моите не ме пуштаат да одам на јога, кога бев млада, сметаа дека тоа е ненормално нешто, особено, не знам, при 30 години стварно така беше. Добро, вака чеки сега. Држејќи ги бедрата, подигнете ги колената нагоре, ако можете, и останете во таа позиција превртена, како превртена буквата. И мајка ми викаше, ама зашто одиш таму, демек тоа е, не знам, страшно. Дека, мамо, бе, викам, одиш и вежбаш и лежиш, викам, нигде тоа го нема на друго место. Лежиш и вежбаш, и тоа ми беше стварно најубаво, уште како млада. Во лежички ставки напред што работи. Добро, одлично. Сега, ајде да ги пуштиме рацете и да задржиме оваа позиција. Стапалата може да се под колениците паралелни, рацете се нели отпуштени. Друга варијанта е да ги фатите палците у некој што можат и да ги исправат нозете и пак и вака се задржува. И тежината и силата на стомакот е активирана и нозете се активирани, остани така.
Спушти се доле. Одлично. Отпушти го телото. Доле подот. Отпушти се целосно. Добро. Сега одиме, носите подигни ги горе. И со издишување треба да подигнеш тозото, главата, со рацете да постигнеш нагоре, со вдишување да се спуштиш доле. И издиши, одиме, подигни горе. Вдиши, отпушти. Издиши, подигни. Отпушти. Направи така 10 пати, не се откажувај, па дури минимално да подстануваш. Активираме различни делови од стомакот и плюс нозите ги активираме, а грбот не лежи. Како ви кажав, ем вежбите, ем лежите. Остани така сега во таа позиција. Подигнати. Остани. Отпушти го телото. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме и може да ги ставиме раците позади темето на главата или лактите на подот, рашири карлица и малку кичмата да ја полабавиме, да ја помогнеме. Продолжи во тој ритам. Не само да пишам на кирка ми дека треба Астра да шета. Одлично. Добро, сега нозете се малку расширени, така. Рацете отпушти ги. Рацете се на твојата глава и стегнати си ги го телото. Со издишување подигни се горе, скроз до горе, исправи се, со вдишување, исправи ги рацете на твојата глава и легни на подот. Одиме 10 пати. И малце одмори. Отпушти го телото. Отпушти се. Полумост, дланките се на подот, свртени надоле. Со вдишување, броејќи до 3, ја подигаш крлицата, правиш контракција на мускули на гениталии, затегнуваш горе, задржуваш воздух, броејќи до 3. Со издишување, спушташ целиот рветен столб да се залепи на подот, издишувајќи до 6, не заборава и на крајот задржуваш воздух. Одиме со вдишување, подигни горе, контракција на мускули на гениталии, држи неколку, исто така до 3 можеш, издиши, спушти надоле до 6, убаво целиот рветен столб залепи го до подот. Продолжи така, направи 5 пати.
И отпушти го телото. Отпушти малце, диши, издиши. Пружи ги нозете и рацете. Истегни се ако имаш потреба. Свиткај ги колената. Рацете се на подот. Дланките се свртени надоле. Со издишување, челото и колената ги приближуваме. Со вдишување се враќаме назад. 10 пати. Издиши. Притисни. Вдиши, ослободи. Ова беше од тибетанските вежби за подмладување. 2-3 вежби направивме од нив. Не знам дали ви текна. Отпушти го телото, додека лежиш, осети се целосно. Одиме вежбата што кога бевме во основно и во средно, кога одевме на физкултурна сала, ни ја даваа најчесто, барем јас така ја памтам. А тоа е едноставното возење на точак. Така. Значи ги подигаме нозете горе, дланките се на подот и возиме точак. Тежината е во стомакот, нели? Стомачите мускули се активираат и целите нозе не брзај додека вртиш. Чувствувајќи мускулите на нозете, на стомакот што се ангажираат. Сите овие вежби кои што ги работиме се поврзани со стомакот, се поврзани со ослободување на блокираната енергија што е во манипур чакра, во енергетскиот центар позади папокот, каде што се наоѓаат стресот и стравот. Така да работејќи на стомакот, вие работите на ослободување од тие енергии тука. Така да не брзај. Од спротивна страна. Отпушти го телото. Отпушти го стомакот. Види дали ти се напна мускулите малку. Еднаш длабоко вдишуваме. Бавно издишуваме, се отпуштаме. Имаме позиција на бебе, нели? Колената ги носиш што е можно поблиску до тебе, со дланките ги пакеш твоите палци, рашири ја карлицата, отвори ги нозете, отвори се целосно. Нежно нишкај се, има си ги мускулите на грбот.
Мене ми е толку убаво ова движење, затоа што некако како целиот грб и целиот трбетен столб да ми се масира и го чувствувам, целиот го чувствувам вака. Како што ни е залепено све. Спој ги стапалата, спушти ги на подот, колената се расширени, едната рака ја ставаш на папокот, друга на срцето. И додека издишуваш, видиш што има во тебе, со какви стравови се соочуваш, поминуваш периодов. Дали можеш ти да постигнеш што си кажала? Што очекуваат другите од тебе? Да си добра, не знам, сопруга, мајка, на работа да си совршена. Потоа преку контактот на раката со срцето, видиш што е тоа што ти го сакаш, што е тоа по ти што купнеш, што е тоа што ти го стоплува срцето. Издиши, пушти ги рацете, отпушти ги нозете, ослободи тензијата во предклоните. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме и обиди се да го отпуштиш целото тело и да поминеш како рентген низ тебе, низ твоето тело, да видиш како се осеќаш. Осети го челото. Длабоко издиши, отпушти го темето на главата. Издиши, отпушти. Отпушти го малиот мозок. Големиот мозок. Дали можеш да ги отпуштиш очекувањата? Пошто сами себе се ги наметнуваме. Очекувања дека треба да ја завршам тоа, дека треба да бидам со керката, со детето, нешто да биде кој што треба. Знаете дека најголемата форма на насилство што си ја правиме се очекувањата. Таа што очекувале нашите од нас, а ние не сме го исполниле, како некој камшик сам на себе што си го наметнуваме. Издиши, пушти ги. Може би другите луѓе свесно ти кажуваат што очекуваат од тебе. Може би несвесно. Но тоа е насилство на тебе, на твојата душа, на твоето јас. Отпушти ги свесно. Научи да ги препознаваш. Да го препознаваш тоа. Тој образец кој што те фрла во магипсаниот круг на докажување, работа,
објаснување, што и да е. Врати се на срцето, на контактот со тебе. На топлината внатре во твоето срце. И обиди се да се прашаш себе си што е тоа што навистина сакаш да го сокриеш. Другите да не го видат, преку начинот на кој што се однесуваш. Ние исполнуваме туѓи очекувања. Например, родителите од нас очекувале да бидеме вредни. И ние тоа го правиме, тоа што сме многу вредни. Позади тоа се крие, не знам, чувство на саменост, на тага, на неприфаќање, на помала вредност. Видиш што е тоа што ти го криеш. Со твојот образец на однесување, каков и да е, ке мине работа многу, барем тоа знам сигурно. Тоа што ќе го видиш, обиди се да го пригрнеш внатрешно, да го прифатиш. Да кажеш, да, јас така се доживувам себе си. Јас сум стварно, мислам дека сум тоа и тоа. Прашај се што е тоа по кое што копнееш. Може би копнееш по љубов, по прифаќање, по некој да те види, да те признае. И внатрешно прегрни се, но нека баш со љубов и внимание. И прифати се себе си, таква каква што си. Да, речи си, јас сум таква, ваква, онаква. И тоа е окей. И тоа е окей. Нека со нежност, со љубов, кажи си го тоа на себе. Без разлика што ти очекуваш од себе, што очекуваат другите, со најголема љубов и внимание, кажи си го тоа на себе. Потоа полека, полека, врати се назад. На себе и овде,
на твоето тело, на твоето јас, на твоето постоење. Јас и Астра ве поздравуваме. Имајте си убава вечер. И се гледаме на наредниот јога час. Бај, бај.